Pozdravom sите, dragi prisutni, večer, što odlučite da vidimo potrebno zajedno, da продолжиме со проучување на тајните на пророштвата. Веќе пред нас е седмата тема. Рекоме, ова предавање ќе биде во два дела. До нова година ќе го завршиме ова предавање, односно овој прв дел, вечерашното предавање, а ќе продолжиме наредната година, затоа малце подоцна ќе ви објаснам. Значи, вечер сме овде да ја проследиме седмата тема во рамките на оваа серија на предавања кои носат наслов Тајните на пророштвата. Вечер ќе ги добиете двете теми, како што ви ветивме, така да на крајот од ова предавање ќе ги имате двете теми и новиот распоред со новите теми за наредните наши дружења, но за тоа малце подоцна. Да се само подсетиме што зборувавме и што размислувавме минатиот петок. Зборувавме за темата дали Бог е заинтересиран за нас. И што кажавме? Дали е Бог заинтересиран? И те како? Библијата рече дека Бог ги гледа и драпчињата на гранките, а нам што не е изброено на главата? И косата, односно влакната наша. Очигледно Бог, почитувани, води грижа за се оно што се случува на оваа земја. Не сме ние тамо нега на маргините во Вселената и никој не води грижа за оваа планета, за оваа земја. За оваа планета, за оваа земја, за тебе и за мене рековме пролена крв. Исус Христос го дал својот живот за нас. И затоа Бог е заинтересиран за нас, за секој сегмент од нашиот живот. И кога едно човечко суштество страда, кога некој ќе почине, а не покајан пред Бога, на Бога му е многу тешко. Но Бог ја почитува нашата слободна волја и не сака да гидне, не сака да ја притисне нашата слободна волја, но туку самите ние одлучуваме дали ќе му служиме на Господа или не. Вечерва пред нас е нов предизвик, нова тема, ново размислување, чекори кон духовната слобода. Според некоја американска статистика се вели дека половина од сите земји на нашата планета, значи на земјата наша на која живееме, имаат на располагање целосна слобода, барем според овие западни извори. Значи, многу земји се демократски, слободно може да се живее, да се изразува и верски, и политички, и така натаму. Меѓутоа, има земји, има држави кај што луѓето немаат своја слобода. Немаат своја слобода, слобода на говор, слобода на размислување, слобода на вероисповест и така натаму. Едноставно државата, власта ги држи во некои пранги, во некои стеги луѓето и немаат своја слобода. Ние вечер ќе зборуваме за на духовна слобода. Нешто посебно што треба да го имаме ние во нас, во самите како суштества. Значи, има земји, како што е, например, како што беше Ирак. Сеќавате, американската војска изврши инвазија на таа земја. Беше соборен нивниот председател. Па и некои други, како Либија, некои други недемократски држави, нивните лидери беа соборени и ете сега наводно имаат луѓето слобода. Но, еве еден пример од ова земја, Ирак, кога американската војска беше таму и изврши инвазија. Во текот на оваа несреќна американска војна во Ирак, човекот по име, еве го имате овде, Даглас Вуд, значи овој од ова од левата страна, тој бил од Австралија, инженер, деловен човек, се нашол за време на војната во Ирак. И таму бил киднапиран, значи бил грабнат во Багдад. Во текот на следните 47 денови, Вуд го тепале, го измачувале, го вразувале и принудувале да трпи тешки погубувања, односно маки. Даглас Вуд успел некако да преживее. И се вели дека во тие денови, додека бил во тие келии, додека бил затворен, размислувал позитивно и тоа му дало сила да издржи, да не, што би ние рекли, да не скрене, да не добие нешто негативно, туку тој размислил за својот омилен фудбалски тим на своите внуци. Значи, додека таму бил во келија, тој се бавил со позитивни мисли, размислувал за тимот омилен на своите внуци. Не бил сигурен дали ќе биде спасен. Значи, кога е човек во затвор, претежно доаѓа до оние песимистички размислувања и размислува за смрт. Но овде се вели за овој Даглас дека никогаш не изгубил надеж. Даглас Вуд најпосле бил спасен на еден најнеобичен начин. Имено, една американска ирачка патрола, заедно двете патроли, пребарувале едно од најопасните багдадски улици или квартори, населби.
И вели, додека Вуд бил таму во келијата, слушнал пукотници меѓу ирачката војска и грабнувачите на покривот, која чувале зградата, таму имале и други затвореници и ги продавале за пара, односно за откуп. Значи, странци кои биле таму, ги фатиле, ги затвориле и ја чувале зградата, биле качени горе на покривот. И понатаму се вели, но сватил дека се наоѓа на патот на слободата. Кога се вратил во својата земја, значи во Австралија, овој господин Вуд одржал многу предавања во повеќе градови во Австралија. Го раскажал своето животно искуство и им заблагодарил на своите спасители. Но на крајот, секогаш пред слушателите искажува една реченица. Ајде овде може да прочитате. Сакам да бидам слободен. Тоа било мото на сите негови предавања што ги имал низ Австралија и го раскажал своето животно искуство. Сакам да бидам слободен. Одавде сега произведува едно прашање за нас вечера почитувани. Дали ние сакаме да бидеме слободни? Дали ние сакаме да бидеме ослободени од што? Кај нас во нашата земја имаме слобода. И верски да се определиме, и политички, и ова и она слобода на говор, на размислување. Меѓутоа, во духовен смисол, дали сакаме да бидеме слободни? Библијата вели од друга страна дека сите ние нова земја сме заложници на ѓаволот. Пред некој петок зборувавме за нашето војно подрачје на оваа планета, дека сме заложници на ѓаволот, дека ѓаволот е кнез на овој свет. И затоа се постава вечерва прашање, дали сакаме да бидеме ние ослободени од грабнувачот, од самиот ѓавол? Дали понекогаш се чувствуваме заробени поради нашата вина, поради нашето обесхрабрување, или длабоко некој од нас, или воопшто во овој град има луѓе кои се заробени во некоја зависност? Дали е дрога, дали е ова или она, значи има многу зависности кај што ние сме едноставно заробени. И затоа вечерва почитувани ние ќе размислуваме токму за темата кои чекори треба да ги направиме за да бидеме слободни, духовно слободни. Ајде одиме на првото прашање. Кој е извор на вистинската духовна слобода? Еве го одговорот, ќе го најдеме во Јован 8:36. И ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Значи, вечер нема да зборуваме од физичко ослободување, затоа има други кои се водржаваат одговорни, ако некој е заробен, меѓутоа ќе зборуваме вечерва за една духовна слобода, што само може Бог да ни ја довери, да ни ја даде. А овде текстот вели дека Синот, се мисли на Исус Христос, е тој кој може единствено да не ослободи. Библијата зборува почитување дека тој Син, Исус Христос, значи го дал својот живот за да не ослободи нас. Тој дошол на оваа земја и бил заробен 33 години од страна на ѓаволот, сакајќи да го убие. Уште неговото раѓање било проблематично. Знаеме Марија под какви услови се родила. Еве сега овие денови еден дел од христијанството ќе зборува за Христовото раѓање. И сите во тие разгledници ќе го насликат Исуса таму повиен во штала меѓу јаслите, меѓу кравите. Тука се тројцата мудреци и позади пастирите. Иако пастирите и мудреците не биле заедно во исти миг. Мудреците дошле подоцна, но сепак сликата тоа го прикажува дека тие се тука да му се поклонат на големиот цар. Наистина, во Божите очи, почитување, ние сме големи, ние сме негови синови и ќерки. И затоа овде текстот дека ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете ослободени. Библијата зборува за Христовата љубов, за Христовата милост, искажена преку Исуса Христа. Кој ја создал Вселената? Во почетокот, вели текстот, ги создаде небото и земјата. Бог ја создаде, почитувани, ова наша планета. Бог во рацете не држи сите нас. Може би не буквално, но сепак пишува таму во книгата на пророк Исаија, Божјата рака не е прекратка, за да не може да спаси. Божјото уво е толку големо и широко што може да ги слушне сите наши вапаи. Овде се збора дека во почетокот Бог ја создал земјата. Зборот Бог на еврејски значи Елохим. Елохим, тоа е еврејски збор. Во множина и се однесува на божество. Значи, кога ќе кажеме Елохим, се мисли на божество. Ако кажеме зборот Ел, тоа е Бог, но не е дефиниран чиј е Бог. Зашто Ел Мардух. Значи, Ел Мардух, тоа бил Бог на незнабожците. Кога ќе кажеме Ел Лохим, се однесува на живиот, небесниот Бог, на кого се клањале евреите. Значи, ова е множество на три лица.
Таткото, Синот и Светиот Дух. Како Бог може да биде еден Бог, а истовремено да се појавува во три отделни суштества, тајна сама за себе. Значи, кога ќе кажеме збор Бог, ние мислиме дека тоа е един. Но во еврејскиот јазик, во оригиналниот дел на Библијата што е пишувана, тоа значи Елохим, таму пишува Елохим, а кај нас пишува Бог како превод. Меѓутоа се поставува прашање како можеме тоа да го разбереме. Секако тројството е за нас тајна, но сепак толку ни е откриено да може да поверуваме и да го прифатиме дека на небото постојат три лица: Отец, Син и Свети Дух. Еве една кратка, бледа илустрација како да го разбереме тројството. Замислете едно јаболко. Јаболкото има три дела: кора, средина и што има внатре? Семе. Сите тие компоненти, сите тие три отделни нешта ја прават крушата, така? Односно, јаболко. Тие не се круша, не се лимон, него тие се тројството, односно три компоненти ја сочинуваат јаболката. Значи, рековме семето, средината и луспата. Имаат разни цели: Отецот, Синот и Светиот Дух. Значи, тоа е за нас една тајна, но сепак Библијата ги објаснува до некаде за нашиот човечки ум да ги тие разбере и да ги свати. Значи, имаат разни цели и намени, но едноставно представуваат една целина, како едно јаболко. Тоа е тројството за нас. На сличен начин, почитувани, действува, работи и тројството на небото, односно тие три лица. Сите имаат различни улоги, но се чинуваат еден Бог. Божество. Кажа Бог во овој текст, еврејски збор кој се користи е Елохим. Во множини се однесува на Божеството, како што рековме, Отецот, Светиот Дух и Синот. Јаболката има три дела, еве уште една што да го повториме, и сите тие три компоненти ја сочинуваат јаболкото. Создавањето нам изборува зошто човечките суштества се толку драгоцени во очите на Бога. Значи, создавањето ни укажува дека Бог е живо заинтересиран за нашата слобода, бидејќи ѓаволот дошол и не заробил, на жалост преку Адам и Ева. Тој не окупирал, но затоа Христос дошол за да не ослободи. Се уште физички не сме ослободени, но тоа, како што Библијата зборува, ќе се случи наскоро. Што се случило кога Адам и Ева сгрешиле? Еве што се случило. Освен од дрвото за познавање на доброто и злото, од него не јаде, вели Бог. Зашто во оној ден кога ќе вкусиш, од него ќе умреш. Ова била Божја заповед, почитување. Божја заповед. Кога Бог нешто ќе каже, тоа е 100% точно. Меѓутоа, Адам и Ева одлучили да бидат непослушни кон Бога. Сосем природно дошло и одвојувањето. И навистина, Божјата непоречност веднаш се формирала ограда помеѓу човекот и Бога. Ние сме станале оттугени, односно човекот се оттугил од Бога, му свртил грб на Бога. Тој наместо да биде слободен, ѓаволот вели: не, ќе станете богови, подолу пишу, ако читате во втора глава, во трета глава. Ќе читате таму кај што сатаната вели на Ева: ќе станете богови, ќе станете слободни, ќе станете демократи. А сега Бог ве држи во заложниство. Бог нешто крие од вас. И замислите, кој денеска не паѓа на политичарите кога нешто ќе вети? Тие ви дава даноци, ние ќе ви ослободиме. И сите гласат луѓе за таа опција. Ева и Адам гласале за погрешна опција, почитувани во тоа време. И тие наместо да останат слободни, тие станале робови. Подосна ќе го видате и своето мртво дете, кога Каин ќе го убие својот брат Авел. Наистина, Адам и Ева умреле, може би не веднаш, но умирањето почнало како процес, бидејќи и самите животни, се што се случило околу нив, што се случувало, давало симптоми дека човекот е грешен. И гревот влегол и во цвеќето, и во дрвјата, и во плодовите, и во животните секаде. И што се случило? Еве го резултатот. Зашто платата што ја дава гревот е смрт. Тоа е, почитувани, дар од ѓаволот, од сатанат. Ова не е од Бога. Бог рекол Адам и Ево: бидете послушни и живеете во рај. Меѓутоа доаѓа сатаната и вели: не, јас нешто ќе ви дадам поубаво. И на жалост, ова денеска е факт, број еден, и секој ден се среќаваме.
Da Bog togaš ne reagira, to bi značilo kraj na života na ova planeta. Znači jednostavno Bog izreagira da go sočuva Adama isterao od gravinata. Im dali posle nova šansa, nova prilika da može da se pokajat, da može da se vratat nazad. I kako glasi сега prvото големо пророštvo во Светото писмо? Еве го prvото почитувани пророštvo. 1 Мојсеја 3:15. И ставам непријателство меѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот нејзин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата. Ова пророštvo се исполнило после 4000 години од Адам и Ева кога биле во градината. Ово пророštvo е проречен Исус Христос, кој ќе дојде. Еве овде гледате, Исус ќе истапне на змијата, а ѓаволот ќе се радува кога Исус ќе умре на крстот. Тоа е исполнување на овој текст, пророчки текст. Значи, тоа ќе се исполни после 4000 години. Ова е всушност радосна вест, Евангелие за нас, дека ќе дојде Исус, ќе истапне на таа стара змија. А која е старата змија? Ѓаволот е Сатана, Велзевул, многу имени има негативни. Тој ќе истапне, значи како што змијата ја прелаже Ева, сега символично тој ќе го касни Исуса. Меѓутоа, кога тепате змија, каде ја ударате? Во пашката? Во главата. Значи во главата ако удриш змијата готова е, но ти удари во пашката колку сакаш, таа ќе се рехабилитира, таа ќе остане и ќе преживее. Очигледно ова е една порака. Наистина, природата се променила. И сета наша планета ги трпи до ден денес последиците на сатаната. На крстот Исус претрпел смрт, значи каснување на змијата, а сатаната бил победен. И тој едноставно денеска си ги одбројува деновите. Кој символ е употребен за да Исус би се представил како наша жртва? Еве го јагнето. Гледате го овде на сликала. На другиот ден го видел Исус, Јован Исуса, како доаѓа кај него и рече: еве го јагнето Божие, кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Гледате, ни сета историја од 4000 години евреите пренесувале жртви. Замислите, секојдневно, кадневно жртва јагне. Исус е спореден со јагне. И затоа јагнето има символики. Мирно е, како што Исус мирно легнал на крстот. Не се спротивставувал на војниците и така натаму. Исус е тоа јагне заклан од создавањето на светот, вели Библијата. Тој не се противил да биде убиен. Пише во книгата на пророк Исаја како јагне тој беше одведен на колење и како што е овцата пред стрижачите свој безгласна, така и тој не отвори своите уста. Кога Исус умрел, бил физички почитуван и камшикуван, тепан, едноставно до смрт. И на крај вели Библијата го раснале. Исус претрпел тешки маки, физички, но и духовни, психички, ради тебе и ради мене. Значи, Исус го претрпел највисокото замисливо ниво на понижување и злословување наместо нас. Замислете колку сме ние вредни во очите на Бога. Исус да го напушти тројството, односно својот престол на небото, и 33 години да помине на оваа грешна планета, да биде исмејуван, бидејќи неговото потекло било ставено под прашалник, бидејќи знаеме дека тој немал земен татко. И затоа често пати бил исмејуван, но Исус знаел што го чека. Зашто Исус го знаел планот на спасението и тој свесно влегол во таа игра, да го даде до крај својот живот за наш откуп. Дали навистина Исус лично го засега јас? Дали навистина Исуса лично го засегам јас? Да. Знаејќи дека сум пропадливо сребро или злато не се искупени од суетниот живот, кој ви се предаде од татковците ваши, туку со скапоцената крв на непорошното и чисто јагне Христос. Почитувани овие капки крв Исусови били проявени за тебе и за мене. Колку ние време одвојуваме за Исуса, за неговите маки, за неговите денови и години поминати на оваа земја, на оваа планета. Дали од нашето време од 24 часа одвојуваме барем 15-20 минути да читаме за неговиот живот, да се молиме, да размислуваме. Наистина, се поголем и поголем број на луѓе на ова општество боледуваат, знаете од каква болест? Комплекс на пониска вредност.
Тоест, себе си дават мало значење. Јас вели не вредам ништо. Никој за мене не ми свртил телефон, не ми се јавува, немам работа, никој не прашал за мене. Не е така. За тебе и за мене некој умрел. Некој го дал својот живот, ја пролил својата крв. И затоа, почитувани, ние пред Бога сме драгоцени, зашто Бог го вложил најмилото, го дал за тебе и за мене. И затоа да не се чувствуваме отфрлени, обесхрабрени, па и тогаш кога ќе погрешиме, може повторно да станеме и да тргнеме од почеток. Знаете, стариот автомобил Ford Excel, има ли овде такви Фордови? Имало некој, така? Од 1985 година, што му припаѓал на папата Бенедикт, го знаете на претходниот папа, што даде оставка, е продаде на аукција, за речиси $900,000. Колата на папата Бенедикт од 75 година. Не би сте рекли каква е таа кола? Крш. Од 75, меѓутоа ја возел познат папа Бенедикт. Ја продале за $900,000. Додека стаповите на голф на Џон Кенеди, знаете кој беше Џон Кенеди, се продадени за повеќе од $1,000,000. Оне стапови што играат голф. Зошто толку ле вредат? Меѓутоа името ги крева цената, затоа што биле на Џон Кенеди. Зошто почитувани тие предмети се толку скапи? Зошто сами по себе нема таква вредност? Може да купите вие златни овие стапови за голф. Меѓутоа, нивната вредност потекнува од фактот дека припаѓале на некој важен човек. И затоа вечерва сакам да те охрабрам тебе и себе, и сите нас, дека ние повеќе вредиме од колата на Бенедикт, повеќе вредиме од стаповите на Џон Кенеди. Ние вредиме затоа што, знаете на кого припаѓаме? На царот на Вселената. И затоа Исус те сака и се грижи за тебе лично. Тој сака да бидеш негов пријател. Постојано, во секој дневна врска да имаш со него и тој со тебе. Библијата вели за нас е платена голема цена. Исус ја пролил својата крв. Не само физичката смрт Исус што ја вкусил, туку тој, знаете која смрт ја вкусил? Втората смрт. Втората смрт ја вкусил Исус. И тој не ослободил од втората смрт, не од првата. Од првата секој од нас ќе почине. Ако животот трае и оди понатаму. Бидејќи Библијата вели дека првата смрт е сон во очите на Бога. Твојата вредност е одредува оној кој е подготвен да ја плати цената за тебе. Во Божите очи ти вредиш колку и неговиот живот. Ти си непроценлив. И затоа да не патиме почитувани од комплекс на ниска вредност, дека не вредиме. Вредиш. Може си сам таму во селото, во куќата, во улицата или таму кај што живееш. Има некој горе на небото кој води сметка за тебе и за мене и за сите нас. Исус не сака и тој е засегнат за нас, лично. Тој сака да бидеме негов пријател и да живееме со него за секогаш. На кој начин Христовата смрт ги тргнала нашите гревови? Бидејќи си поставува прашање, па јас сум грешен, па ја немам заслуги, па Бог не може да ми прости, меѓутоа, ајде да го читаме заедно овој текст. А гледаме дека Исус Христос, кој за кратко време беше поставен пониско од ангелите, поради претрпената смрт беше овенчан со слава и чест, да по Божјата благодат тој да вкуси смрт за сите нас. Гледате, Христовата смрт и неговата пролена крв, почитувани, е доволна да ни прости бил како грев да сме направили. Че за Бога не постои грев кој не се простува. Само ако се покаеме, само ако дојдеме кај Него, ако искрено жалиме и свртиме нова страница во нашиот живот, Бог ќе ги фрли нашите гревови, како што вели таму во Стариот Завет во Библијата, во длабочините морски и никош повеќе Бог нема да ги спомне. Исус ја искусил смртта. Библијата вели дека Исус со својата смрт, како што рековме пред малку, стапнал на змијата на самиот ѓавол. Овде пишува опростено. Ако вистински на некој му простиме, тогаш сме спремни и да ги претрпиме последиците на злото кое нам ни е направено без освета. Исус одлучил да претрпи полна казна за нашите гревови, за да би ни осигурал пат на спасение или на спасението. Наистина, Исус нема причина да дојде.
Isus ne je došao zato što smo bili mnogo ubavi ili bogati i nešto da ponese. Ne, to je ljubav Božja iskažena preko Isusa Hrista, preko njegove život. I zato vam ova slika, gledajte ko čovjek je udren u okot. Ako nekoj tu udri, što je li Biblija? Što je bilo na Novi Zavjet? Kako je bilo u Stari Zavjet? Oko za oko, zab za zab. A Isus veli u Novi Zavjet, ne tako. Ako nekoj te udri, jednata strana ti stvrtimo i drugata. Svekako, ne se misli na fizičko udaranje. Udaranje su zbor možda vide. Su misla, navreda, povreda, pa neka vidi fizičko udaranje. Biblija te ne uči, počtovani, da bideme podgotveni, da prostime. Isus bil izudaran u site strani. Su site naši greovi, to je bil šiban i od spredi, i od pozadi, od strana. Isus rekao, prosti im oče. Prosti im tatko i one koji go kovale dole, vojnicite koji udarale šajki v njegovi tarace. Isus veli, tatko, prosti im. Koliko je važno, počtovani, koliko je važno to što Hristos stanal od mrtvih. Zarem za nas ima neka važnost. Gledajte ovaj grobnica. Jevrejite tako gi pogrebovali svojite pokojni. Isklesani, iskopani grobnici dole v kamen. Tamo gi polagali. I tako, evo ovdje je kamenot. Znači, kojak je bide pogreben, stavale kamen. Za ne može da vlezat drugi natri. Evo go tekstot. Ako pa Hristos ne voskresnal, naprazna je verata vaša. Vi jeste ušte vo svojite greovi. Navistina, ako Hristos ne voskresnal, večera sigurno ne bi bili ovdje da zborujeme za ova tema. Vidite, naš život bi bil bespolzen, beskoristen. Ne bi imali nikakva cel po naš hristijanski život. I Pavle veli, ako naš život, odnosno ako Hristos ne voskresnal, naprazna je verata naša ili vaša. Vi jeste ušte u svojite greovi. Apostol Pavle veli da ostalo Hristos po grobu, ni bi nemale nikakva vez, nikakva nadež u našoj život. I zato vam mnogo je važno što Hristos voskresnao. Samo život spasitelj može da ni dade sloboda i nadež. Samo čovjek koji je na sloboda može da te spasi od dupka ako si padnao dolu. Znači, ne možeš ti sam da si pomogneš. Nekoj treba ti spušti jaže ili skala da ti stavi. Znači, jednostavno, za nas Hristovo voskresenje počtovani ima mnogo važna uloga. Pavle veli, drugo ime, dadeno na lugeto preko koje može se spasine, nema. To go piše o Pavlevo, odnosno Petrovo dela, 4. glava, 12. stih. I zato vam, gledajte, svi te naši predavanje se hristocentrični. Sve se vrte okolo Isusa Hrista. Ne spasovani dela Marija, ni Sveti Nikola, ni Marija Sveta. Ne znam koji ušte da spomnam. Ili neko od svetite što gi znate. Tije se pokojni. Marija ne je na nebo tu početovani. Ta si je go svoj grob. Mislim da Isusovata majka. I tako čeka voskresenje povtorno od Isusa. Od spasitelja. Isus je bio spasitelj za Marije, za Josip i za site plejade na hristijani koji živeli v minatoto, no zaspali so vera. I zato za nas praznik od grob je mnogo važan. Doveka za muslimanite, kako se vidiš ime od dodač. Muhamed, ime od grob su telote na Muhameda. I se molat na mrtov čovek. Doveka nije hristijanite se molime na život spasitelj Isus Hristos, koji veli Biblija da beše mrtov i ožive. I сега се наоѓам на небото. Што можам да направам за да би имал корист од Христовиот живот, неговата смрт? Значи, за да ги искористиме или да добиеме благослов од Христовиот живот, од неговото воскресение, што треба да направиме, почитувани денеска, вечерва, секој од нас? Еве го текстот. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. И сега е многу важно. Ова зборче, верува. За да имаме полза, за да имаме корист от Христовото воскресение, от Неговиот живот на оваа земја, наше е само да поверуваме. Дали е тешко тоа? Не е тешко. Само да поверуваме, да го повикаме Исуса вечерва, да влезе во моето срце, во твојот дом. Бог дал се од себе. Ние не можеме спасението од почитуване да го заработиме, да платиме некој процент, за да се откупиме. Не.
Ние не може да бидеме доволно добри да бидеме спасени. Се тоа е 100% Божја милост, Божја благодат, наше да поверуваме, наше да му се приближиме на Господа, нашето е вечен дар, кој Бог ни го дава, да го прифатиме. И затоа многу луѓе ќе бидат изгубени, затоа што го одбиле тој дар, затоа што го одбиле Исусовиот дар на спасение. Ние не можеме да го заработиме спасението. Ние никогаш нема да си го удостоиме. Ние никогаш нема да бидеме доволно добри. Ние едноставно можеме да го прифатиме спасението, верувајќи во Христа. Вечниот живот е поклон или подарок, дар, кој Бог денес ни го нуди. Зошто, почитувани, да бидеме за секојаш изгубени во вечноста? Кога имаме можност, кога имаме прилика да ја пружиме својата рака и да му кажеме: фала ти, Исусе, го прифаќам твојот дар, верувам во тебе, сакам да бидам твое дете, твоја ќерка. Со кои чекори се приближуваме кон духовната слобода? Значи, ние вече разборуваме за духовната слобода. Зошто да бидеме во очај? Зошто да бидеме блокирани духовно, да не може да се изразиме доволно? И затоа да ги отфрлиме сите стеги човечки, сите предрасуди кои се појавуваат, сите надимци кои може ги добиеме затоа што сакаме да го следиме Христа. Гјаволот измисли. Знаете какви имиња му давале на Исуса поградни? Само затоа што правил добри дела, само затоа што лечел, што го представал Бога во вистински смисол, затоа што тој дошол да го открие ликот и славата на Небесниот Отец. И затоа Исус трпел и го поднел сето тоа. И затоа вечера се постава прашање: кои се тие чекори што треба да ги направиме да се приближиме до нашиот Бог? Еве неколку точки или подточки. Број 1 или под А. Признај дека си грешник. Мислам дека не треба да се удараме во гради дека сме ние светци. Ние сме зачнати во грешна природа. Ѓаволот притиска, гревот дебне, но со Божја сила не може да чекориме напред со крената глава, ако е Христос, Светиот Дух со нас и не води во нашиот живот. Признај дека си, овде пишува, грешник. Сите сгрешија и лишени се од славата Божја. Понатаму, дојди кај Христа, дојдете кај мене сите уморни и обременети, и јас ќе ве одморам. Почитувани, сите ние сме обременети. Имаме различити бремиња што ги носиме на својот грб или во својот живот. Исус вели: дојдете кај мене, такви какви што сте. Немој да се преправите. Ја ве гледам, ја ве читам. Немој да се преправате, Исус сака да ни каже. Ете, во некои цркви пишуват: ако бидеш добар, тогаш бе зимнаци да се молиш. Никош нема да бидеме добри со своја сила, ако Бог не оспособи преку Светиот Дух. Дојдете вечерва кај Исуса такви какви што сте. Да дојдеме такви какви што сме. Исус, значи, решил да ја понесе полната казна за нашите гревови. Целината на таа казна ние сме исполниле со нашите гревови. И затоа Исус вели: дојди. Исус не повикал да дојдеме такви какви што сме. Кога дојдете кај Исуса Христа, едноставно кажете му дека признавате дека сте грешни и дека ви е потребна помош во животот и дека ви е јасно дека единствено Тој може да ви ја пружи. Почитувани, кога се молиме на Бога, молитвите треба да ги молиме во името на Исуса Христа, зашто Тој ги прифаќа нашите молитви и Тој ги дотерува, така да се изразам, и ги носи кај својот татко и вели: Оче, моја дете се моли, те молам прости му, те молам помогни му. Значи, гледате, кога лице се моли, Исус е тука. Тој не слуша. Тој ги слуша нашите вапаи, нашите проблеми, нашите маки. Понатаму може да кажеме: верувај или верувајте. А тие му одговорија: поверував во Господ Исус Христос и ќе се спаси. Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и целиот свој дом. Навистина, овие биле во затвор и Петар таму излегол со одврзени раце. Имало и други луѓе на кои Петар им сведочил, а тие рекли: што треба да направиме за да се спасиме ние? Петар им вели: поверувајте во Господа Исуса Христа и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Што значи да се верува, почитувани? На друго место пишува: и ѓаволот верува, но не е тоа доволно.
pa se trese veli od strah što ke bide. Dneska na ulica, ko prašate, da li verujete v Boga, mislim, дека 90% ki vi kažат verуваме. A второто праша на третото веќе се збунат. Што значи тоа да веруваш? Што значи да се верува во Христа? Тоа значи да се има доверба во Него. Тоа е многу повеќе од она интелектуално верува. Знаете, интелектуално многу луѓе веруваат. Спомнав и ѓаволот верува, пише во Јаков, 2 глава, 19 стих. Да веруваш значи да си има таква доверба во Исуса, што сме подготвени да правиме се што тој ќе ни каже. И да држиме прва заповед, и 4-та, и 8-та, и 10-та, и сите 10. Нема да не биде проблем, зашто веруваме во Христа. Исус го има вистинскиот лек за нас. Тој е лекарот. Кога да биде на матичен лекар или кога да на болница, лекарот ни пишува таму некој рецепт, ние го купуваме и пиеме. Зошто го правиме тоа? На кого му веруваме? Па на лекарот му веруваме дека тој ни е давал вистинската диагноза и ни препишал вистински лек. И ние го користиме за наше физичко здравје. Ако му веруваме на Исуса како на лекар, тогаш треба да земе неговата терапија. Исус има терапија за гревот, знаете. Тој ни нуди вистински лек. И затоа, моја желба и молитва е почитуване ова вечер да ги следиме овие чекори. Третиот чекор рековме да веруваме. Понатаму, покорете му се на Исуса. Па затоа покорете му се на Бога. Значи, што значи да му се покориш на Бога? Тоа значи да бидеш целосно послушен на Господа. Тогаш тој да не биде личен водач, тој да биде водач во нашиот христијански живот, тој да управува со нашите мисли, дела и постапки. Знаете, има многу луѓе кои одат во црква секоја седмица, а никогаш не го замолиле Исуса тој да биде нивни спасител и да им прости гревовите. Одат во црква, ќе се прекрстат, ќе се помолат, ќе запалат свеќе и тука застануваат. Никогаш не се соочиле самите со себе на тоа гледало да се видат дека се грешни и да побарат прошка од Исуса Христа. Кога најбогатиот човек на светот би зачукал на вашата влезна врата и би ви понудил 1.000.000 евра, ако го пушите внакле, колку би ви било потребно за да се одлучите да го повикате да влезе? Колку време ви треба? Ни секунда. Ни секунда. Ви носи снопчи вака, зелени, то не знаете. И ги мафта, а вие само едно стакло ведели од 5 мм. Колку време? Жено брзо отвори. Веднаш како на дugme би ја притиснали дugme да се отвори. Значи, кога некој би дошол да ни подари толку големо богатство, почитувани. Замислите, и нам вечерва ни чука некој, не $1.000.000, многу, многу повеќе. Исус ни нуди вечен живот, вечен мир, вечна радост, вечна младост. Има ли нешто подобро тоа? Еден човек на својата смртна постела рекол: давам се што имам, само да ми се продолжи животот за 10 минути. Некои дават милиони евра да им се всади ново срце. Имаше еден човек така, го знаете, си слушнал. Еднаш, 2 пати, 3 пати, па не може 100 пати срце да му се пресадува. Зашто другите органи стареат. Само да му се продолжи животот за година, 2 или не ти знам. Толку милиони луѓе дават само за неколку минути да им се продолжи. А Исус ни нуди бесплатно. Замислете, бесплатно. И многу луѓе не го пушат Исус и вели: не, благодарам, немаме време. Имаме други обврски. Со кои чекори се приближуваме кон духовната слобода? Покајте се, тоа е веќе кој 4-ти чекор. Покајте се и признайте ги своите гревови. Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен. Гледате овој избор: верен и праведен. Нема тој да ги разгласи твоите гревови низ цело село, низ цела мала, или на радио да ги каже, па цел свет да знае. Не, ние ги своите гревови исповедаме не на човек, не на свещеник, не на уво, туку на Бога. Давид псалмиста вели: наутро клечам и ги кажам своите гревови и своите барење на Бога. Пред Бога директно. Тој е верен и праведен, за да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Гледате, Бог почитување е подготвен да не очисти од секоја неправда. Бидејќи нова земја има многу неправди. Но ако сме ние на Божја страна, Бог ќе ни даде сила да издржиме
Bez razlike kakvi se nepravdi pominuvamo v naših život. Ponavljamo, iskusite go novo rađanje. I tako kako je vo Hristos, to je novo sozdanje. Staro to pominam. Jete se sozade novo. Što znači to novo rađanje? Vo Jovan, 3. glava, u Evangeliju spred Jovana, vo 3. glava, ima jedna prilika, jedan čovjek koji ime Nikodim, došao ka Isusa noćno vreme i sakao da go priznaje za spasitelj. Сега, преди времето не може да го отваряме, но проверите си дома в Евангелие според Йована, 3. глава. Никодим вели, Исус му вели, Никодиме, Никодиме, мораш наново да се родиш. А Никодим стар, член на Общинското събрание или во тој Синедрион во тоа време, искусен евреин, се збунил и си мисля дека треба наново да се роди од утробата на неговата мајка. Исус вели, не, кој е роден од тело, роден. Треба да се родиш со вода и со дух. Никодим го признал Исуса за цар, за Месија. Меѓутоа, ово било малце потешко да го направи овој чекор. Ново раѓање значи, почитувани, да се баптизо да направиме, да се крстиме во вода. Тоа е ново раѓање. Ако имате време утре, дојдете овде ќе има ново раѓање, овде ќе има утре крштевање. Ќе има една група по-голема од Скопје ќе ни дојде и на Господ ќе се крсти овде. Така да планирате во 10:30 бидете овде, односно не дојдете порано, бидејќи негде пред 10 очигледно ќе биде крштевањето. Тоа е баптизо, тоа е потопување, тоа е ново раѓање, кога човек ќе биде потопен во вода. Зборот баптизо значи потопување целосно, не попраскување. Тоа не вреди во очите на Бога. И затоа да го искусиме тоа ново раѓање во нашиот христијански живот, тоа е свртување нова страница, тоа е прошка на сите наши гревови, 50, 20, не знам колку години да имаме, во водата остануваат и буквално тие исчезнуваат, заминуваат символично. Бог ни дава нов живот, еден нов почеток. Гледате колку се важни тие чекори што треба да ги направиме почитувањето. Да го искусиме ново раѓањето. Еден аспект на таа божествена тајна е всушност Христос тоа го направи. Христос ни дал пример. Тој го направил тој чекор на ново раѓање од рацете на Јован Крстителот. Иако Исус немал грев, меѓутоа тој ни дал пример да одиме по неговите стапалки. Понатаму, прифати го Исуса Христа како Господар на својот живот. Поради тоа како што го примивте Исус Христос, така и по Него да одем или да живееме. Значи да живееме, почитувани, како што Христос живеел. Да го прифатиме, тој да биде наш Господар. Ако е тој Господар, тој ќе почитува твојата и мојата слободна волја. Сатаната не почитува. Тој е диктатор, тој е узурпатор. Тој не ни дава слобода. Тој едноставно не уништува. Овде пишува дека ние треба да го прифатиме Христа, да го примиме и да одиме по неговите стапалки, односно да живееме како што тој живеел. И сега одеме при крај на овие прашања. Дали христијанскиот живот е досаден и исполнет со ограничување? Некој ќе каже, чекајте, па вие многу читате Библија, па вие ги држите 10 заповеди, па вие ова или она. Едноставно, јас сакам да бидам слободен. Ајде кажете ми, почитувани, јас не пушам. Не сум пушал, никогаш ниту сум пиел. А тој што пуша, односно тој што пие, кој е зависен, кој е ограничен, кој е слободен? Тој што не пие, тој што пие. Има тука кафани наутро, у 7-8 гледам, одам на автобуска, луѓе веќе се редат таму и си чекат ред. Во 7 часа. Тие се зависни од што? Од алкохол. Јас сум слободен. За мене алкохолот да има 100 литри вино не ми представува опасност. Зошто? Јас сум услободен од тоа, но тој кој има зависност, тој мора да отиде да купи, да се напие. Он е зависник, он е ограничен, он не е слободен. И затоа христијанскиот живот ни дава една слобода, неограничување. Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го има. Гледате што пише овде, во што да имаме живот? Изобилие. Слободни сме, почитувани. Бог не ограничува. Библијата вели, слободни ми е се да јадам и да пијам, но да биде на што? На слава Божја. Бидејќи има на изрека се што лета не се јаде. И затоа Бог ни дал разум
Бог е дал ум да бираме што ќе јадеме, што ќе пиеме, што ќе внесуме во нашиот организам за да ни трае подолго, за да имаме бистра совест, да Бог комуницира преку нашиот ум. Бог преку совеста комуницира, преку нашиот ум, и затоа умот треба да го чуваме во исправна состојба, да не го упропастиме од многу наркотички работи кои денеска постојат нова земја. Кое ветување кои ги имаат они кои веруваат во Исуса Христа? Значи, имаме ветување дека не сме сами. Овој го напиша вам кои верувате во името на Синот Божи, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Синот Божи. Почитувани, наистина Господ да ни помогне да не благослови. Бидејќи вечниот живот не е нешто што ни припаѓа природно. Не. Ние по плата за гревот е смрт. Така пишува, читавме во Римјаните. Не е природно да добиеме вечен живот. Тоа не е природно. Сега во овие услови. Затоа што ѓавот не узурпира. Но доаѓа Исус и тој ни нуди слобода. Тој не ослободува од прангите, од канџите на сатаната. Исус навистина дошол и ни овозможил спасение. Но наше е сега, дали ќе ги прифатиме тие правила, дали ќе живееме според тие правила или не. Самите ние одлучуваме. Павле вели, се можам преку Исуса Христа, кој ме крепи или ми дава сила, моки ми дава. Значи, не сме ограничени, Исус е со нас, слободни сме, уште полесно ни е да живееме на оваа земја, зашто сме ослободени од многу работи кои денеска се залепиле за многу луѓе. Библијата не ослободува и од сите обичаи, од сите традиции кои луѓето ги наметнале. Нешто слично како фарисеите и садукеите во Исусово време. Тогаш луѓето се плашиле да дојде сабот, се плашиле да прават некои работи, бидејќи така биле учени погрешно, како денеска многу христијани се учени погрешно. Бидејќи ако не се раздава на гробишта, ќе ти се лута таму делото и бабата. Нема врска. Не ти се лута, нити имат потреба да јадат и да пијат. Меѓутоа, додека сме живи, треба да го храниме нашето тело со квалитетна храна, за да ни трае подолго. Павле вели, се можам преку Исуса Христа, кој ми дава сила, кој ми дава мог. Почитувани, таа сила вечерва ти стои на располагање на тебе и на мене. Павле вели на друго место, а оној кој според силата што во вас действува, може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Гледате каква предизвик стои пред нас. Павле вели, таа сила што действува, стои на располагање. И се што ќе побараме или помислиме, Бог ќе ни го даде. Секако ако е според неговата волја, ако е во рамките на неговата милост и љубов, нема ограничување почитување на Божјата сила. Без оглед од каде доаѓаме, без оглед од каде сме како потекло, дали сме богати или сиромашни. Не. Без оглед колку греови имаш, какво салдо на греови стои позади тебе. Нема врска. Ако дојдеме и се покаеме, таа сила ќе ни биде на располагање. Павле, знаете како бил? Тој бил христијанин, но наопачки христијанин. Ги гонил христијаните, ги затварал во Дамаск, се до ни миг додека на конјот како горд Савле не паднал доле во прашината и кога Исус му вели, Савле, Савле, зошто ме гониш? А Савле му вели, кој си ти, Господе? Замислите, цел живот му служил на погрешен Господ. Цел живот служил на погрешен начин, се до ни миг додека не го сретнал Исуса. И Савле бил 3 дена слеп. Бог му го менал името од Савле во Павле. И затоа Павле ќе каже подоста. Се можам во Исуса Христа, кој ми дава сила. Таа сила, почитувани, и стои на располагање на сите нас. Дали ќе користи не зависи од нас. А оној кој според силата што во нас действува, може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Нема ограничување за Божјата сила. Без обврска од каде доаѓате, без обврска колку лоши сте биле, без обврска со какви гревови се борите. Бог има доволно љубов и мог за да стори уште многу повеќе од колку што бараме од Него, но по силата која делува во нас. Гледате, што убаво напишано и убаво звучи и ни дава потик, нема ограничување на Божјата сила. Без разлика од каде доаѓаме, без разлика колку години имаме,
Bez razlika što sme storili i kako sme storili. Ako dojmete Boga, Bog je podgoten, počtovani, celo to nebo da ni go dade. Piše v Откровение, koji pobedova, što ke dobije? Isus veli, ke sedne na moj prestol. Zamislite, Isus ke go otkaže svoj prestol za tebi i za mene. Samo ako mu budeme verni i poslušni. I сега, da ги spomeneme i ove fakti koji treba da ги знаеме. Сите човечки суштества се грешници и без Исуса Христа се изгубени за вечност. И зато гледате се нашите размислување вртат около Исуса Христа. Тој е Спасителот. Понатаму, ти можеш да бидеш сигурен да имаш вечен живот, ако го прифатиш Исуса Христа како свој Господ и Спасител. Ти, јас, не тој да одлучи за мене, не. Јас треба вечера или утре да кажам, Боже, и сакам да бидам Твој. Исус тогаш ќе тропи на твојата врата, на твоите мисли. И тогаш ќе го почувствуваш неговото присуство. Да, може да го прифатиш. Бог сака денес да ти дарува доволно сила, за да живееш победоносен християнски живот. Може би некој ќе каже вечерва, па да, тоа е добро, меѓутоа немам сила. Еве, пробам повторно пање. Тоа е добар знак дека сме на исправниот пат. Пробај повторно. Исус ќе даде сила да се задржиме на нозете. Бог сака да ти даде доволно сила, за да живееш победоносен християнски живот. Да не чекаме големи чекори на почетокот. Први да направиме мал чекор, 1, 2 и така натаму. Еве една случка при крајот на ова размислување. Некој железничар, скретничар, добил задача да управува со командите кои го кревале и го спуштале големиот мост на една река. Замислите, река, голем мост кој се спушта, зашто треба да поминуват и бродови, така. Еден ден, во мигот кога сонцето се спуштало кон запад, тој видел и го слушнал и му било јавено претходно дека ќе помине брз воз, за да може да отиде на другата страна, а тој треба мостот да го спушти рачно. И додека со сета своја сила се трудел да го спушта овај мост, големите звучаници кои се вртеле, чул извик од далечина. На свој најголем ужас го видел своето 4-годишно синче. Неговото дете трчало преко мостот и викало: "Тато, каде си?" Неговиот прв нагон бил да му се довикне, да му викне на синот нешто да направи. Почнал да викам: "Трчај, сине, трчај!" Но сватил дека е премногу доцна. Неговиот син никогаш нема да успее да стигне од другата страна на мостот пред да стигне возот. Човекот сега морал да донесе тешка, најтешка одлука во животот. За миг морал да се одлучи помеѓу возот и неговиот син. Ако не го спушти мостот на време, а ако го спаси сина си, возот ќе сурне во реката и ќе загинат стотици луѓе. Но ако го спаси возот, што ќе направи со синот? Неговиот син наскоро ќе го загуби животот на мостот. И во тие секунди, десетинки во умот, додека размислувал, нема многу време, таткото сепак решил да го спушти мостот, да го жртвува својот син. Со солзи во очите гледал во прозорците на возот и го наблюдувал однесувањето на патниците. Некои во кошет спални спиеле, некои читале вестници, некои си разговарале, некои се смееле, не знаејќи што се случува надвор. Тие немале поим за одлуката која туку што ја донел таткото. Како што реков, луѓето се смееле, некои играле карти, спиеле, јаделе. Возот за неколку секунди протакнал по мостот. Таткото со скршено срце и понатаму ги притискал командите за спуштање на мостот. Почитувани, Бог мора да донесе одлука. Како што овој татко, овој скретничар, морал да донесе одлука. Што ќе одговори Бог за нас? Дали ќе не препушти доживотно, цел живот
ние да бидеме заложници на ѓаволот или ќе ни даде духовна слобода. Па ќе бидеме физички ослободени наскоро од сатаната. Бог донел одлука, го давам свој син, да дојде на ова земја, да живее толку и толку години и на крај да го даде свој живот. Наистина, не била лесна одлуката, но Бог ја донел вистинската. Што ќе направиме ние вечера, почитувани? Дали ќе донесеме вистинската одлука или ќе речеме има уште време? Нема време. Постои една рецитација на српски јазик кој се вика сутра никад неќе дојде. Денеска е вистинскиот ден. Да го отвориме срцето свое, умот свој, да му кажеме Боже, Исусе, влези во мене, биди со мене. Да не одложуваме својата одлука за утре, зашто утрешниот ден, почитувани, не е наш. Да го направиме изборот денес. Еден друг скретничар, исто работел на железничка пруга. Телефонот му задзвонил. Колегата од другата страна му вели, колега, ќе помине брзиот воз низ твојата станица, те молам на време да скретницата направиш, да протутне, да помине брзиот воз, зашто таа станица била локална. Скретничарот рекол, примена е наредбата, но бил многу неозбилен работник. Полека одел кон скретницата. Но кога веќе одел, го слушнал звонот, односно сирената на брзиот воз кој давал сигнал дека само што не поминала низ станицата. Почнал да трче за да ја тргне скретницата, но веќе било доцна. Возот брзи удара во една композиција на теретен воз кој била тука поставена на споредниот колоксет. Десетици и десетици луѓе загинале. Дошла полиција да видат што се случило, го барат скретничарот. Знаете кај го нашле? Во селскиот амбар сокриен. Го држал фенерот и викал: "О, да го направив тоа на време! О, да го направив тоа на време!" Дали му вредело сега тоа? Не. Тој бил неозбилен. Заради неговата неозбилност десетици луѓе страдале во таа композиција на брзиот воз. Почитувани, што ќе направиме ние? Дали на време ќе се одлучиме? Зашто во прашање твојот и мојот живот. И затоа, еве, сосема на крај за вечера. Исус ви дава бесплатен дар на спасение. Дали би биле волни да го повикаме Исуса денес, да влезе во нашиот живот, да ја обнови таа одлука и со тоа да се здобиеме со искуство на вистински христијански живот за Христовата сила. Наистина, ние, почитувани, одлучуваме што ќе направиме. Одлуката треба ние да ја направиме. Знаете што пишува за Исуса таму? Или тие го врза, го соблекоа, го плука, го исмејува, го удара, а тогаш го распна. Вистина, сето тоа Исус го направил за тебе и за мене. Господ да ни помогне и да не благослови, да навистина да зачекориме уште вечерва во таа духовна слобода. Амин.